Наш гостин е доктор Сања Цилевска-Младеновска од Поликлиниката Букурешт. Зборуваме за вакцинацијата против сезонскиот грип како заштита во прв ред, па каква е заинтересираноста? Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите. Каква е заинтересираноста, доктор? Ке слушнавме дека во источниот регион е голема заинтересираноста во првиот ред на оние кои што најмногу им се препорачува. Како е во главниот град? Исто така имаме зголемена, во однос на претходните години имаме зголемена заинтересираност. На ниво на држава веќе се пријавени над 50.000 граѓани на сајтот Вакцинација МК. Во теков на наредниве недели сите од нив ќе добијат SMS порака со термин и место каде да се обратат за да си ја добијат својата вакцина. Така да задоволни сме од интересот, исто така и од одзивот. Например, ако изминатите години пола од пациентите не ни доаѓаја на термин, сега скоро 95% од термините си доаѓаат на време, дури бараат и порано од терминот да ги почитуваат. Имаше неколку поплаки дека не добивале пораки, па и самите доаѓале да се пријават. Може такво нешто, особено кога се повозрастните во прашање? Да, во Центар за јавно здравје постои таква можност да дојдат да самите ако не можат да. Сега има секаков возрастни луѓе кои што не користат интернет, или немаат телефони, така да и за нив постои опција, може да се обратат во Центарот за јавно здравје и да си ја добијат својата вакцина. Зборевме дека во прв ред се препорачува за повозрастните граѓани, се препорачува за граѓаните со хронични заболувања. Ајде, можете од вас повеќе детали да слушнеме, да ни објасните првиот ред. Да, оние секој што постојано ги спомнуваме, но што е со останатите? Ајде да споминеме за кого се препорачува да се вакцинира. Така, значи Министерството за здравство оваа година обезбеди 60.000 бесплатни вакцини кои што се наменети за неколку категории на ризични групи на граѓани. Тоа се возрастните граѓани над 65 години, понатаму лицата со хронични болести. Овде исто би сакала да напоменам затоа што голем дел од популацијата обезноста, прекумерната гојазност не ја доживуваат како хронична болест, иако е поврзана со зголемен ризик за неповолен исход кај вирусните инфекции, како што беше ковид и грип, така да и прекумерно гојазни лица спаѓаат во онаа група со лица со хронични заболувања. Понатаму трудници исто така во сите фази од бременоста, затоа што бременоста... Тоа сакав да ја прашам, дали во првото тромесечие? Да. Има испитувања дека вакцината е добро испитана во вториот и третиот триместар, меѓутоа од податоците што се добиени после пуштање во употреба на вакцината за грип и трудниците вакцинирани во првиот триместар немале никакви последици или несакани реакции, така да апсолутно се препорачува во било кој триместар од бременоста, затоа што бременоста, некој ќе се праша зошто трудници. Треба да напоменеме дека бременоста е една физиолошка состојба на намален имунитет и трудниците постои шанса да изреагираат понеповолно на вирусните инфекции. Еве гледам и од инсертите, да, повозрастните граѓани. Исто така децата, да ги напоменеме, и децата од 6 месеци до 5 годишна возраст. Постоеле години во изминатото кога вирусот бил така доста невротропен, па кај помалите дечиња имало доста зачестена појава на фибрилни конвулзии, на воспаление на мозочното ткиво и мозочните опивки, така да апсолутно и децата до 5 години, дури и здравите деца треба да се вакцинираат. А ги носат ли децата? Да, имаме дечиња кои што се вакцинираат, не во голем број, како што се возрастните лица, меѓутоа имаме и драго ми е што расте свесност околу вакцинацијата. Што најчесто ве прашуваат граѓаните кога ќе дојдат да се вакцинираат? Обично повозрастните граѓани веќе години наназад се вакцинираат, пошто ние ги прашуваме дали претходно сте примиле вакцина за грип. Некои кажуваат и 20 години дека примаат поред и дека се премногу задоволни од ефектите од самата дека вакцина. Дека ги заштитува? Апсолутно, да. Кои се несаканите, тие што се вакцинираат прв пат, дали може нешто да очекуваат од несакани реакции? Кажуваме, нели, дека тоа е исто како и за сите други вакцини, дека можно е во наредните неколку дена болка на местото каде што е примена вакцината, дека е возможна вечер, дента кога се прима и наредните 2 дена да има мускулно-зглобни болки, блага треска, малаксаност, како еден благ грип, да речеме.
Со благи симптоми. Со благи симптоми. Да. Мислам, тоа не е грип, затоа Да. што вакцината не е жива вакцина. Значи, содржи партикли од самиот вирус, така да не може да предизвика болест. Меѓутоа, ги предизвикува ние имунолошки реакции. Да. Значи, кога веќе имунитетот почнува да действува. Сме заборавиле одамна не сме примале вакцини и некако го заборавивме и периодот на ковидот, како да ни се зборува веќе кои се симптомите, дали некој прилежал ковид, како луѓе веќе да ни се тестираат, иако тоа претходно беше задолжителна пракса ако појавиме било каков симптом. Па еве, имаме сега случаи на ковид, мислам потврдено дека е ковид? Да, апсолутно. Дури сега се уште грипот не е влезен според бројот на пријавени случаи во на сезонска активност. Меѓутоа, за сметка на тоа што се уште немаме инфлуенца доволно расширено, имаме другите вируси, се навистина доста чести овој период и затоа доста често и граѓаните и децата се жалат на оние симптоми на настинка. Тука не се карактеристичните за овој период риновирусите, респираторниот синцитиелен вирус, кој што може посебно да биде опасен за бебињата под 6-месечна возраст и ковид, значи SARS-CoV-2 вирус. А како знаеме дека е ковид? Кои се симптомите? Сега еве зборуваме дека овој период да се карактеристичен е периодот за респираторните вируси, ама како знаеме дека баш е ковид? Така, не може според симптомите точно да определиме дека е ковид, меѓутоа постојат некои карактеристики, например, возрастни здрави индивидуи не би изреагирале со температура на обичниве вируси на настинка, меѓутоа кај ковидот се жалат дека имаат ден-два, дури висока температура, дека имаат исклучително јаки мускулно-зглобни болки кои што бараат да употребат аналгетик, се жалат на затнат нос, на губење на чувството за мирис и вкус. Истите оние симптоми кои што беа на кои што се жалеа и на почетокот. Во прва линија, да, и се тестираат, можеби неофицијално со PCR технологија, меѓутоа се тестираат со брзите тестови и кажуваат кај нас дека покажува позитивен тест. дека се да. позитивни. Но веќе праксата на забележување ковид кои се пациентите, верувам дека само вие си ја водите. Да. Не пости веќе некако научивме да живееме со ковидот. Да. Како да разликуваме која е симптоматологијата која што ќе укажува дека станува збор за грип? Затоа што веќе кога почнавте да набројувате за ковидот, чинам дека тоа апсолутно соодветствува и на знаците дека е грип. Апсолутно да. Тешко можеме според симптомите да знаеме дали е грип или ковид, меѓутоа ние се водиме според епидемиолошките фази на болестите. Например, сега актуелен, изминатиот период беше актуелен SARS-CoV-2, меѓутоа немавме грип. Сега според епидемиолошките податоци како се пријавуваат, очекуваме во наредниот период веќе да биде актуелен и грипот. Исто така, например, некои вируси не можат во исто време да бидат активни, меѓутоа тоа не важи за инфлуенца и SARS-CoV-2 вирусот, тие можат дури пациентот да заболи во исто време и од двата вируси. И од двата, да. И да биде веројатно уште потешка клиничката слика. Затоа и можеме тука да споменеме дека како што ни почна разговорот, дека за сите велите дека е добра вакцинацијата против сезонскиот грип, а за кого па не се препорачува? Значи, контраиндикации за вакцинирање се многу малку. Тие се само за кај пациенти кои што се алергични на нека од состојките на вакцината. Например, кои? Вакцината содржи протеин на јајце и пациенти кои што имале сериозни алергиски реакции на јајце не смеат да ја примат. Понатаму содржи некои помошни супстанции во производството и технологијата на производство на вакцината, како што се полисорбат, антибиотик гентамицин, така да формалдехид, пациенти кои што имале претходно некоја алергиска или докажана алергиска реакција на овие супстанци, не се препорачува да ја примат вакцината. Затоа и ги прашуваме кога ќе дојдат ако прв пат примаат вакцина, дали кај нив постои алергија на храна или лекови. Добро, во тие случаи, ако еве станува збор за повозрастните граѓани, оние кои што примаат редовна терапија, што препорачуваат? Се вратија ли маските во употреба? Можам да забележам дека во јавниот градски превоз, особено повозрастните, ги гледам сите со маски. Да, и важат се уште оние препораки, значи од било која вироза и вирусна инфекција, нели првите денови кога е најголема репликацијата на вирусите, значи кога се кива, се кашла, тече носот, сол заточите, секој човек да се изолира. Тоа е ден-два,
мислам дека секој може да се изолира, значи мораме да ни порасне на јавна свест за грижата за себе, грижата за семејството, грижата за останатите, посебно за категоријата на болни граѓани, сите да си носат лична заштитна опрема, посебно во здравствените институции, посебно кога доаѓаат здрави на оние редовни прегледи кај интернисти, нели, со сите хронични заболувања кои што ги имаат, така да останува дезинфекција на рацете. Значи, сите оние препораки кои што важеа за ковид, мислам дека и ковид ни ја порасна свеста за тоа колку треба да се грижиме и за хигиената општо и за здравието. Треба да биде наша општествена одговорност. Вие доаѓате од поликлиниката Букурешт, една од, чинам дека најфреквентните, може слободно така да кажеме. Ако е вториот работен ден за оваа работна недела, како е во поликлиниката? Дали е раздвижено? Дали има голем број на пациенти? Најчесто кои стана одговорни повеќе за своето здравје? Дали повозрасните или помладите? Повозрасните секако. Секако помладите се уште не. Помладите се уште мислам добро. Тоа е окей, така треба и да биде. Повозрасните граѓани се доволно заинтересирани за здравието и некако драго ни е што порасна свеста околу вакцинацијата, некако после ковид, затоа што ние јас сум таму повеќе години и знаеме колку беше тешко пред ковид да ги убедиме да се вакцинираат, посебно за грипот. Никогаш не ни беше вакцинацијата според планираното, секогаш ни остануваа вишок вакцини. Некако после ковидот сите видовме како е да се живее во свет кај што постои заразна болест за која што не постои лек и вакцина. И верувам никој не сака да се врати тоа време на изолација и сето тоа. Така да некако порасна свеста за вакцинација и задоволни сме со одзивот и воопшто. Има ли доволно вакцини? Сега како да? Значи веќе се пријавени 50.000 граѓани на сајтот вакцинација МК. Министерството има обезбедено 60.000 вакцини за различните групи граѓани, плюс има уште неколку илјади вакцини кои што се за комерцијална употреба, значи кои што со одреден финансиски надомес во центрите за јавно здравје може граѓаните кои што не се во овие кои што не се во овие категории да си платат и да си примат вакцина кои што сака да се вакцинираат за грип. Да, добро. Она што сакам се разбира, секогаш да го заокружам разговорот особено со здравствените работници кога разговараме. Сега си уште не е толку ладно, па можеби и затоа грипот го немам земено замавот кој што ќе го има во зимскиот период секоја година, се разбира. Што препорачувате? Ако дојдат на преглед и не зборуваме само за повозрасните, еве за општо за сите граѓани, дојдат на преглед редовен кај вас и добро еве период кога има значително настинки, вируси, што вие препорачувате? Препорачувате ли витаминска терапија дополнително? Препорачувате ли исхрана, нешто повеќе да биде зголемена, одреден вид на храна? Кои се препораките? Препораките се вообичаени за она здрав начин на живот, здрав начин на исхрана, значи сите оние препораки кои што важат и за превенција на сите останати хронични кардиоваскуларни болести, секој треба да внесува по 5 овошје или зеленчуци во денот, да има доволно сон 6 до 8 часа, да се грижи за своето здравје, за тоа што го јаде, да се пие доволна количина на вода. Витамините да, меѓутоа да не се претерува, затоа што во ковидот имавме сериозна предозираност со витамини. Значи секој витамин, постојат витамини кои што се растворливи во вода и витамини кои што се растворливи во масти. Тие што се растворливи во масти, како што е витаминот Д, не треба да се внесува во преголема количина, затоа што не може телото да го исфрли вишокот. Витаминот С исто така во преголема количина ја закиселува урината и може да предиспонира кон појава на камчиња. Значи да не се претерува со витамините, да се земат во доволни количини колку што е препорачано, меѓутоа не да се претерува. Така да ако за витамин Д се препорачани 400 интернационални единици, во ковидот луѓето земаа по 4000. Значи стана популарно дека едноставно треба така и така ќе се заштитиме. Претера и она за кое што сите ни апелираме доктори е да не се посегнува по антибиотици безпотребно. Значи вирусните инфекции, антибиотикот не делува на вирусните инфекции, така да апсолутно дополнително го намалува имунитетот и ги прави понатаму граѓаните предиспонирани кон нови вирусни инфекции. Така да значи доколку немаме докторот кој што го води пациентот не препознае знаци за бактериска суперинфекција или бактериска инфекција, да не се посегнува по антибиотици. Значи вирусите да се да се избори организмот. Да, вирусните инфекции се само лимитирачки, кај некој траат пократко, кај некој подолго, меѓутоа ќе поминат. Може да се следи кај својот доктор дали има некои компликации, меѓутоа во првите денови да не се посегнува по антибиотици. Убаво го завршивме разговорот. Убав е апелот, да, затоа што најчесто и тука грешиме.
Да, во суштина. Да, тие се гришките кои што ги правим. Благодарам докторке, благодарам Благодарам за денешното гостување. Посакувам убава работа да си имате денеска, сега одите веќе на смена. Так. Лесна работа, така? Ви благодарам. Поздрав во гледачите.